Јас сум Славчо Неделковски, председател на управниот одбор на Детско ликовно студио Свети Кирил и Методи од Битола. По 11-ти пат дела од Монмартар, од малиот битолски Монмартар, се изложуваат во Прилеп. Каква е досегашната соработка и интересот од децата и од возрастните кои сакаат да ја следат оваа изложба? Да, оваа задача започна што кога беше жив нашиот основач, заедно во соработка со Центар за култура Национална установа Марко Цепеков од Прилеп. Гледате дела од најмалцено 40 држави од светот, деца кои што дошле во Битола на мал битолски Монмартар, ни сите овие 44 години традиција и сликале на традиционалната тема која што се движи во рамките на староградска архитектура во Битола, Охрид, битолското село Буково, нешто Вевчани и Бигорскиот манастир. Особено чест ние што не знам, иако сме така многу блиски градови, не сме го посетиле Прилеп со децата кои што доаѓаат на колонијата да сликаат, иако имате прилично богата и убава архитектура. Меѓутоа, минатата година беше посветена на 20 годишнината од добивањето на Свети Климентовата повелба на нашиот основач Коста Кажанетоновскава изложба баш во Прилеп. А оваа година веќе разговараме и најверојатно ќе разговараме со вашиот градоначалник еден од тие 8-7 колониски денови да биде посветен во Прилеп, бидејќи е многу убаво кога ќе видите деца од 30 држави од светот, едно 200 деца кои што отворат да ја посетат, имате многу убави архитектонски објекти и околу центарот на Битола, Прилеп, а особено вашата Прилепска стара чарша. Со оглед на долгата традиција на малиот битолски Монмартар, кои се предизвиците да се одржи тој континуитет и во која насока ќе се развива оваа колонија? Континуитетот и колонијата во основа сега стануваат се поголеми предизвици, бидејќи во ера на онлайн праќање фотографии од цртежи не се признати од страна на УНЕСКО, каде што сме веќе во фаза да бидеме заштитени како недвижно културно богатство. Ние во моментот имаме едно активни 10 светски колонии детски, кои што се наши чеда, хајде да кажеме, произлега од малиот битолски Монмартар, почнувајќи од далечниот Хонг-Конг, преку Турција па се до Португалија. Ние сме највозрастната и најстарата. Предизвикот е голем, бидејќи еве на бројка груба ќе ви објаснам, на светскиот детски ликовен конкурс, кој што е основ да дојдете на колонија, пристига само за 24-та 60.000 цртежи од 800 приватни и државни школи од 85 држави. Тоа се значи огромна селекција за да можеме да одбереме некои 180-200 гости оваа година кои што слика и ни оставија 600 цртежи. Не е лесно, меѓутоа ова е поттиква и за младите уметници дека можат да светот им е надламка и дека можат да ги освојуваат оние награди барем од сферата на уметноста на лице место, затоа и се колониите стратешки сместени не во главните градови на државите. Пример во Португалија не е во Лисабон, тоа е Вора, едно многу културно историско значајно место за Португалија на 200 км од Лисабон, кое што ќе биде Европска престојана на културната 27 година и целта е да ги доживееме погледите на младите деца на барем нашата цел во Битола, на нашата македонска архитектура, дали е тоа староградска или црковна, низ погледот на, да речеме, некои млади колеги од Индија, Малезија оваа година имаше, Кина, Хонг-Конг, па и Турција, Израел, а и воедно и нашите деца патуваат таму. Иначе Детското ликовно студио изложбата во Прилеп е 11 години ја констатира како завршна во својата годишна програма. Во сабота, значи за 2 дена, ние и затвораме нашето првото семестар од учебната година и за оваа година веќе имаме над 300 меѓународни високи светски награди. Така да мисијата продолжува и убаво е да се збратиме со некоја дали ликовна школа или некоја слична секција во Прилеп, веќе сериозно она што го кажав, сме соседни градови, мислам дека е убаво да се развие и на оваа страна малиот Монмартар.